Одвај секое шесто семејство во регионот може да го помине месецот. Останатите кратат, крпат и трпат, обидувајќи се да врзат крај со малите плати и големите трошоци. Гледат крај со крај да врзат и тоа ти е тоа. Па што не зимат сега, ќе се сноге ќе работат, чуда прави, неке да работи, еве земјата така стое. Никој не ја работи. Зошто да не идете на село да си работи? И од тоа ќе се искара и за него ќе има, и за фамилија, за секи има. Според економскиот магазин Портабал, само 15% од населението можат да ги покријат месечните трошоци. Дури 47% од домакинствата тешко или многу тешко ги задоволуваат животните потреби. 25% тоа го прават со известни тешкотии. Ова е разбирливо, ако се знае дека просечната плата во регионот не е поголема од 15.000 денари, а за нормален живот требаат многу повеќе. Па дај малку да не биде, ама од 40.000 долен да не биде тоа. Не може да не, оно 11.000 не се со, а па не па 4 членско од по 10.000 динара 40.000. Ова е една од причините што многу вработени пензионери, иако имаат редовни примања, сепак се сиромашни. Од сите вработени лица, 9% се сиромашни. Од сите невработени тој процент е 38%. Од пензионерите сиромашни се 7% и од другите неактивни 32% се сиромашни. На ниво на држава, процентот на сиромаштија е дури 22%, што е меѓу највисоките во Европа и аларм за една реакција од надлежните. Само со привлекување на странските инвестиции можеме да очекуваме дека ќе се подобри и стандардот. Иако знаеме дека тој странски инвеститор доаѓа овде да заработи. Меѓутоа, преку остварувањето на одреден профит за него, тој ќе големи средства ќе инвестира и овде во смисла на плати, придоноси, понатаму од аспект на инфраструктурата. Потребно е да се еднашка за секој да се изградат тие патишта што се започнати, автопати, комуникацијата од град до град, од Штип до Скопје да биде 40 минути. Тоа значи побрзо завршување на одредени работи, побрза, подобра комуникација. Државата треба да воведе механизми на самовработување на младите, бидејќи преку тоа може да се очекува дека и тие ќе останат овде. Секако, освен државата, за сопствениот живот треба да се погрижи секој поединечно, со исклучок на старите, болните и неспособните. За сите останати, каква таква работа има. Треба само желба да се работи.